Дали хуманитарните пакети од семејството Заеви може да се толкуваат како подкуп на гласачи и влијание на престојниот изборен процес, или пак само хуманитарен гест во екот на коронавирусот? Дополнително, што истите барем од пред некој ден се делеле во време на полициски час, тврди полицијата. Обвинителството не дава одговор за ниту едно од овие прашања, па дури не за резултатот од истрагата од пред неколку дена, кога 11 лица беа затекнати во магазин во Струмица, како за време на полициски час носеле хуманитарни пакети од семејството на поранешниот премиер. За поделба на пакетите на Заеви, 8 партиски членови и други лица кои што имале дозволи од општина Струмица и од хуманитарната организација, сите заедно можеме да се движат за време на полициски час, односно да ја злоупотребуваат дозволата во Куманово. Беше ангажирана лично и армијата. Дали донациите од Заеви се косат со изборниот законник имало дискусија и на владината седница, неофицијално дознава Алфа. Но мнозинството министри од СДСМ преовладале со ставот дека не сме во избори. Доколку станува збор единствено за хуман гест, се наметнува прашањето: зошто семејството на поранишниот премиер пакетите со помош не ги дале на организацијата на Црвениот крст, па тие да ги распределат каде се потребни? Полицијата и понатаму го истражува потеклото на хуманитарната помош. Повеќе од 700 пакети наредени на палети пред 2 дена требало да се товарат и да се распределат по кризните штабови на 8 општини, но останаа пред магазинот на некогашниот ресторан Герас Цунев, каде што волонтерите ги пакувале. Ова не е прв пат. Заеви да бидат магнет за граѓаните во време на полициски час. И минатиот месец исто така, пред нивната куќа во Струмица, имаше насобрени граѓани кои чекаа хуманитарна помош откако им било јавено дека таму ќе се додалуваат донации, односно брашно, зејтин и шекер.